Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Дали има вооружени групи во Чаир и околу Скопје? Или заменикот министер во МВР Агим Нухиу се обидува да му угоди на Социјалдемократскиот сојуз, да се спаси од одговорност и да ги намести обвинетите за настаните од 27 април. Имено, Нухиу во изјавата дадена пред јавното обвинителство кажал дека вечерта на 27 април, доека биле настаните во собранието, некои групи од вооружени албанци се собирале во Чаир, па дури и дека групи поранешни борци на УЧК се подготвувале за акција. Доколку информацијата објавена во медиумите во врска со настаните во собранието е точна, зачудува фактот зошто 6 месеци никој не превзема ништо. Под предпоставката дека Нухиу ја говорил вистината пред јавното обвинителство, се поставува прашањето зошто тој од позиција на министер и заменик министер на внатрешни работи не превземал ништо со цел неутрализирање на оваа вооружена формација. Од каде им е оружјето на тие групи на луѓе и дали истите го поседуваат легално? И најпосле, доколку Нухиу знае дека во Скопје постои вооружена група на луѓе, која може секој момент да се вооружи и да биде спремна за конфликт, зошто оваа информација навремено не ја споделил пред јавното обвинителство, туку чекал да поминат месеци од настанот? Дали оваа група е заштитена од некого и кој има полза од вакви групи кои што се закана по безбедноста во секој момент? Загрижува фактот што МВР управувана од Спасовски не покренува истрага кои се тие луѓе што се навооружани, дали тие луѓе легално го поседуваат тоа оружје, кое е потеклото на оружјето, за каква намена го користат тоа оружје и ако навистина има таква вооружена група и зошто не се повика на одговорност Нухиу и неговите контакти кои му јавиле за таква група. Почитувани, непревземањето на мерки за сузбивање и неутрализирање покажува дека власта не ја интересира безбедноста на државата и заканите по уставниот поредок. За сметка на зачувување на власта и меѓукоалицијските договори од страна на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се толерираат вооружени банди и нивните посредници кои се во директен контакт со функционерите што само ги пренесуваат заканите наместо да постапуваат по нив. Од страна на МВР и органите на прогонот се испраќа и директна порака и се охрабруваат вакви и слични структури и во иднина надвор од законот да се вооружаат и да се закануваат врз безбедноста на нашите граѓани и нашата држава. Органите на прогонот мора сериозно да го сватат сведочењето на Нухиу и да покренат соодветна постапка. Дури и да лажал, и да имал намера со несериозната изјава да влијае во истрагата за 27 април. Нухиу мора да понесе одговорност. Овој хаос и нефункционалноста на државните институции е последица на нашата заробена држава од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз не може да го гарантира мирот и безбедноста на нашите граѓани. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Ви благодарам.